Почитуван министер за транспорт и врски Благоje Бочварски, почитуван директоре Куштрим Рамадани, генерален директор на МЕПСО, почитувани представници на раководството на МЕПСО кои ще сте денеска со нас овде, драг Енди Аранитаси, представник на Европската банка за обнова и развој во Северна Македонија, почитувани представници на проектниот тим на МЕПСО, изведувачи и надзорен одбор, почитувани градоначалници на Штип, Сашко Николов и Свети Николе Сашо Велковски, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Ова денеска е вековиште што го ставаме тука, но и е неопходната инфраструктура за она што сакаме да го доживееме, а тоа е да ја гледаме и ова Штипско-Светиниколска котлина богата со обновливи извори на енергија, фотоволтаици, ветерници, но и е неопходна инфраструктура за развој на севкупните инвестиции во процесот на Just Transition, односно на замена на јагленот со обновливи извори на енергија. Ми представува на вистина посебна чест и задоволство што денеска заедно ќе го означиме почетокот на изградбата на далеководот што ги поврзува трансформаторските станици во Штип и Овче поле, а се протега на постоечката траса од стариот 110 киловолтен далековод. Изградбата на далеководот Штип Овче поле е само дел од инвестицијскиот циклус за ревитализација на електропреносната мрежа на Република Северна Македонија. Истиот опфаќа реконструкција и изградба на 6 110 киловолтни далеководи од трансформаторските станици Битола 1 до Прилеп 1, од Скопје 4 до Велес, од Велес до Овче поле, локацијата на која сме денес Штип Овче поле, потоа од Скопје 1 до Миладиновци и од Штип до Пробиштип, кој е веќе завршен и во октомври 2020 го пуштивме во употреба. Со овој инвестицијски циклус се заменуваат сите армирано-бетонски столбови стари од 60 до 66 години. Се вложува со над 15 милиони евра за изградба на над 130 километри нови далеководи. Ова е уште една потврда за нашата севкупна посветеност во реализација на ветените развојни проекти и нашите заложби за инвестиции во енергетската инфраструктура, кои на долг рок, како што реков, значат севкупно подобрување на животниот стандард на нашиот народ. Со реализацијата на предвиденото, ја јакнеме преносната мрежа и создаваме погоден инфраструктурен амбиент за сите потенцијални инвеститори кои можат и знаат како да ги искористат економските потенцијали во нашата земја. Оваа инвестиција ќе донесе бројни придобивки како за населението, така и за реалниот сектор. Новата и модернизирана преносна мрежа значи инвестиција во подобро утре и улеснување на животот и работата на населението. Дополнително, во целата наша земја се одвиваат активности за реализација на големи капитални проекти. Во тек е проектот за реконструкција на трансформаторската станица Битола 2, која е дел од најважниот енергетски прстен во земјата. Оваа трансформаторска станица е почетна точка и на интерконективниот далековод Битола Елбасан, преку кој Северна Македонија енергетски се поврзува со соседна Албанија на 400 киловолтно напонско ниво. Воедно со изградбата на новата 400 киловолтна трансформаторска станица кај Охрид ќе се обезбеди сигурно снабдување со електрична енергија на Охридскиот регион. Реализацијата на проектот е од огромно значење за нашата земја, бидејќи со него ќе се стави во функција коридорот за пренос на струја од Бугарија преку Северна Македонија и Албанија до Италија. Регионалното поврзување на електропреносниот систем е долгорочен стратешки интерес за секоја држава. Врските со соседите значат електроенергетска стабилност, што е основа за секоја просперитетна економија. Оваа година ќе го завршиме и проектот за реконструкција на трансформаторската станица Скопје 4, која е многу важен енергетски јазол, од каде се напојуваат со електрична енергија потрошувачите во Скопје и околината. Во фаза на завршни работи е проектот за релејна заштита на постројките во 4 хидроцентрали Вруток, Тиквеш, Глобочица и Шпилја. Понатаму целосно се реконструирани трансформаторските станици во Валандово, Осломеј и во Дуброво, како и во Прилеп. Почитувани, Она што дава дополнителен мотив и не охрабрува
е дека се задржа вообичаениот интензитет на работни инвестицијски активности во АД МЕПСО и во услови на пандемија. Упатувам честитки за посветената работа на градежниците, на компаниите изведувачи, на надзорот и на сите останати инволвирани во овој огромен процес кој што вековиште значи. Особена благодарност за континуираната поддршка на Европската банка за обнова и развој за реализација и поддршка на сите овие многу значајни проекти. Владата ги поддржува заложбите за осовременување на нашата татковина во сите полиња, а нашиот најголем фокус во овој период покрај здравството е создавање услови за економски раст на долг рок. Овие големи инвестиции се трајни и добра и за идните генерации. Сите треба да работиме за една цел, а тоа е развојот на нашата татковина. Благодарам.